Добар ден, време е за пладневните вести на Канал Плюс. Еве кои се денешните актуелности. Денес почнува есента. Метеоролозите најавуваат пријатно топла есен до крајот на месецот. Денес имаме максимални 29 степени. Денес е отворен огласот за обука на невработените за струки и занимања кои се најбарани на пазарот. Образованието во 21 век е тема на меѓународната научна конференција која ќе се одржи утре и во петок во организација на Факултетот за образовни науки на УГД. Денес почнува есента. Во Македонија и на северната хемисфера есента почна во 10 часот и 21 минута. Во исто време на јужната земјина полутопка започна пролета. Времето во првиот есенски ден ќе биде променливо облачно со повремени локални врнежи. Максималната температура ќе достигне до 29 степени. Есента ќе трае до 22 декември до 5 часот и 48 минути, кога настапува зимата. Од денес е отворен оглас за обука на невработени лица за дефицитарни занимања. Професиите кои се бараат на пазарот на труд се аргон-заварувач, монтажер на соларни панели, ракувач со вилјушкар и слично, со цел полесно да најдат работа. 300 невработени лица ќе може да аплицираат за обуки за дефицитарни занимања со цел полесно доаѓање до работно место. Најбарени професии на пазарот на труд се заварувачи, ракувачи на машини, фасадири, монтажири на соларни панели, управувачи со крани дигалки, како и многу други занимања. Министерот за труд и социјална политика Дима Спасов истакна дека лицата кои ќе се обучат ќе имаат можност да се стекнат со големо искуство. Приватните компании имаат потреба од обучен и квалификуван кадар, од работници кои што ги познаваат вештините и знаењата кои што се побарувани на пазарот на труд. Во соработка со Агенцијата за вработување нудиме можност за 300 невработени лица да посетат едно од обуките во приватните компании кои што имаат сертифицирано програми за обука, да се стекнат со дополнителни вештини, да ја зголемат својата шанса за вработување. Лицата кои ќе се пријават ќе се стекнат со работни навики и искуства на софтифицирани машини. Директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија рече дека се работи за трет оглас кој ќе биде објавен утре. Во првиот имавме 181 лица, во вториот 220 и сега имаме 300 лица кои што ќе бидат обучени за една од побаруваните вештини. Ние во соработка со компаниите, во соработка со работодавачите на континуирано ниво работиме на тоа да видиме какви се вештини се потребни на пазарот на трудот, каде може да ги обучиме, а воедно да ги мотивираме компаниите кои што досега не регистрирале обука и може да дадат обука на лица кои што имаат потреба такви вештини, да ги регистрираат своите фирми како обучни центри и да можеме да соработуваме со нив во иднина создавање на соодветни кадри кои што се бараат на пазарот на трудот. Инаку за реализација на оваа мерка за обука на дефицитарни занимања, министерот Спасов изјави дека се обезбедени околу 15 милиони денари. За време на обуката невработените лица ќе добијат по 6200 денари 4 месеци, колку што ќе трае и самата обука. Продолжуваме со тековните случувања на истокот. Во Облешево во тек е презентација на извештајот за стратегиска оцена на животната средина за проектот за изградба на експресниот пат Штип-Кочани во должина од 28 километри. На презентацијата учествуваат представници од институции и невладини организации од регионот. Општина Штип го заврши асфалтирањето на една од главните улици во населба Горна Железничка. По асфалтирањето на главната улица во Долна Железничка, ова е уште еден успешен проект во населбата лоцирана на влезот во Штип. Инвестицијата е во вредност од над 3,2 милиони денари. Денес почнуваат и активностите за асфалтирање на улица во населба Балканска. Проект вреден 1,9 милиони денари.
ЈЗУ Центар за јавно здравје Штип во координација со Министерството за здравство утре ќе изврши трета адултна дезинсекција на поплавените подрачја во Штип и Карбенци. Авионската дезинсекција ќе се изврши во утринските часови во периодот од 5 до 8 часот. Се известува населението, посебно пчеларите, да ги заштитат пчелите во посочениот период на денот на прскањето. Утре и задутре Факултетот за образовни науки при УГД ќе биде домакин на меѓународна научна конференција посветена на образованието во 21 век. Факултетот одбележува 20 години високо образование за наставници и воспитувачи. На конференцијата ќе бидат презентирани 20 трудови од педагози од 9 земји од Европа. Утре во салата на мултикултурниот центар во Кочани концерт ќе одржи квартетот флејти Аулос, кој е присутен на музичката сцена 7 години. Се работи за врвни музичари и студенти на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Концертот во Кочани е во рамките на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз. Почетокот на концертот е во 20 часот. Премиерите на Унгарија и Италија предупредија за најголемата опасност која представува неконтролираниот прилив на имигранти од Блискиот Исток и Африка кон Европа. Експерти од Унгарија и САД предупредуваат дека ескалацијата на ситуацијата може да доведе дури и до светска војна. Ситуацијата со зголемувањето на тензиите меѓу европските земји многу потсетува на ситуацијата во пресрет на Првата светска војна, смета унгарскиот политички новинар Пинтер Бенс. НАТО соопшти дека еден од војниците од неговите сили е убиен вчера во непријателски напад кај воздухопловната база во Баграм, во источен Авганистан. Тоа е седмиот убиен војник на НАТО во Авганистан оваа година. Одговорноста за нападот ја презедоа талибанците. Во соопштението на Алијансата не се наведува националноста на загинатиот војник, ниту детали за нападот. НАТО и САД во моментов во Авганистан имаат околу 13.000 војници. Повеќето од нив ги обучуваат или ги подготвуваат дејностите на афганистанските сили. Високи функционери од американската армија предложиле програма со која би се вооружила коалиција што се состои од 5000 бунтовници против ИСИС, а која веќе действува во северниот дел на Сирија. Групата наречена Сириско-арапска коалиција последниве недели ниже успеси на бојното поле во борбата против ИСИС. Сепак за одлуката за снабдување на новите сојузници со муниција и оружје во САД е потребна дозвола од Белата куќа, која засега не е добиена. После 7 одиграни кола во новата сезона, денеска на националната арена Филип II во Скопје ќе биде одигран третиот Суперкуп на Македонија, помеѓу екипите на Вардар и Работнички. Ако се суди според моменталната форма, актуелниот шампион Вардар важи за фаворит во дуелот против градскиот ривал Работнички. Напорното лето и квалификациите за Лига шампиони на романтичарите се покажа како проблем кој освен со формата имаат проблем и со повредени фудбалери. Суперкупот стартува вечерва во 20 часот, а за неколку дена тие повторно ќе се сретнат, но тоа ќе биде надпревар од 8-то коло во првата македонска лига. Полскиот интернационалец Левандовски е најзаслужен за убедливиот триумф на Баерн во дерби пресметката против екипата на Волсбург. Благодарение на полскиот интернационалец Роберт Левандовски, кој постигна 5 погодоци за 9 минути, германскиот гигант Баерн забележа убедлива победа од 5:1. Домакинот имаше повеќе од играта и во првиот дел, но Волсбург одлично изведе контранапад во 26-та минута која го реализираше Даниел Калигури. Македонската тенисерка Лина Ѓорчевска, која како втора носителка настапува на фјучерсот на Болна Брадж, Хрватска успеа да мине првата пречка. Таа во првото коло ја победи американката Даша Иванова со 7:5 и 6:4 во сетови. Во второто коло Ѓорчевска ќе игра против Камила Џиангреко. Ѓорчевска настапува и на турнирот во двојки заедно со Маријана Дражич од Хрватска.
Ова е се во првото информативно издание на Канал Плюс. Повеќе информации за денешните случувања гледајте во Дневникот во 16:30 и на веб порталот Канал Плюс МК. Имајте убав ден!